Господин Мартинс, во последниве 5 години драстично е зголемен интересот кај македонските граѓани за работа во Германија. Дали ова глобален тренд или безперспективноста во Македонија е причина се поголем интерес да има кај македонските граѓани да ја напуштат земјата и да бараат работа во Германија? Ich glaube, das ist sowohl als auch das ist ein globaler Trend. Тука станува збор за глобален и за регионален тренд, кој ќе направиме споредба помеѓу Северна Америка и Европа. Односно, и во Америка секој гледа да најде подобра перспектива и подобра шанса во Средна Америка. Тоа е исто така и за балканците Германија. Таму се шансите на пазарот на трудот многу подобри и поатрактивни. Во Германија последните 10 години имаме раст на пазарот на трудот. Истиот е случај и во Америка. Но како што играат глобалните фактори улога, така можам да напоменам дека локалните фактори се исто така од големо значење. Знаете, пред 50 години имавме миграција од пранешна Југославија, но тогаш таа миграција се разликуваше од оваа денеска. Пред 50 години луѓето кои што мигрираа од Југославија, од Балканот, беа гастарбајтери. Денеска станува збор за лица кои што имаат елитни професии. Голем дел од нив не заминуваат поради локалните причини. Тоа секогаш не се само финансиски причини, туку едноставно заминуваат и поради причини кои што се поврзани со транспарентноста во една земја, политичката состојба, можностите кои што ги нуди една земја да направат промени во животот на една индивидуа, да има подобар квалитет на пазарот на трудот, подобри шанси. Од тие причини голем број од луѓето се решаваат да заминат. Generell ist das so, dass wir natürlich bestimmte Berufe. Во Германија, иако е голем пазарот на трудот, не значи дека има потреба од сите професии. Во Германија имаме недостиг на доктори, лица кои што имаат едуцирано за се грижат за возрастни лица, одредени занаяти. Тоа се поспецифични области. Понекогаш немаме доволно кадар во тие професии поради тежината на тие професии, самиот образовен процес. За разлика од Германија, што исто е случајот во Македонија, имаме преголемо производство, односно преголем број на лица кои што се образовани, школувани за адвокати, економисти, експерти по маркетинг, комуникација и така натаму. Но пазарот на трудот во Германија е презаситен од овие професии и затоа има недостиг од претходните професии кои што ги спомнав. Она што треба да се земе во предвид е исто така дека и дипломите за завршено образование во Македонија, во Германија не се признаваат 100%. Од тие причини треба лицата да прават доквалификации, односно имаат во однос на заработувачката пониска заработувачка. Германскиот пазар на трудот има потреба едноставно од селектирани професии. Но исто така и лицата треба да се свесни за тоа кои што решаваат да отидат и да работат во Германија, дека трошоците за живот се 5 пати повисоки од оние во Македонија. Доколку сакате да најдете стан, во моментот исто така имаме проблем и со наоѓањето на живеалишта. Нема доволно слободни станови во Германија. Сите овие работи треба да бидат земени од предвид од сите луѓе кои што планираат да напуштат земјата. Das muss man ganz klar auch mal